поминатата емисија се сретнавме со Филип, кој пријави стан наменет за издавање. Станот е за тебе? Не, станот не е за мене, станот е за издавање. Вие се работи за месечно издавање, планот е да се издава за викенд за 4-5 јана, ако сака да дојде. Убав, чист простор, кој заради најдобро искористување бараше мали измени на инсталациите, а потоа и убаво и брзо уредување, со мали проблеми кои секој пат се решаваат во добар работен дух. Сигурно малку техничка мисија. Не е раздал бурчане зашто треба шифрата и мораше да се ја смени на лице место. А каде има еден, таму имало и втор стан за работа. И работахме ние, вели, фино, убаво, план, програм. Филип ме стеави, ме вели, сакам уште еден. Нова кутија. Нов стан. Сега ова за тебе ли? Ова не е за мене, пак е за издавање кој тој што беше таму. Уште колку крие така. Работите си продолжија по планот. А Јана учествуваше во реализацијата на она што го замисли во првиот стан. Ке има за доработка, не знам, килими, едно друго декорации, но мислам дека ќе се снајде. Мора да се снајде. Не знам, прв пат имам искро сам. Куњата е готова, станот е скоро готов. Значи, уште некои мали работи треба да се дорадат, ама се слушна освоила, иако е се скоро спремно, станот не го даваме, тук не го завршиме и другиот. А вториот го ставивме во втор план, бидејќи прво требаше да се испроектира. Овој стан го викаат дека бил помал од претходниот, ама концептуално е стокмен многу подобар. Значи си има посебен простор за трапезарија, посебен простор за дневна, голема којна, ходник, спална, многу покомотна од другата и така натака. За мене овој концепцијски е многу подобар станот од другиот што го работевме. За сите спални, генерално планот е дека треба да имаат двојни легла. Имаат потреба во одреден момент да ги разделат креветите. Дел телевизија, гледање мора да има. И тоа, да биде убава. По проектирањето може и да се подизберат некои нешта. Да започнеме со тапетите овој пат, за дневната соба. Јас сакав да се цвеќиња, да е нешто пролетно-летно, разиграно, бидејќи станот го сакам да биде бело-зелен. Ја пративме Јана на нова прошетка, до Кумановскиот салон на Декори дом. Здраво, Ангела. Здраво. Здраво, како си? Супер, ти како си? Добро, ева супер кај вас тука прв пат. Гледам дека имате многу работи. Ми требаат цветни тапети, некои така со ведри бои, таков ми е цел стан, па сакаме нешто да уклопиме. Не знам дали тапет или фототапет се уште. Ама ова е некој каталог кој што јас не го знам. Имаме нешто, на која боја ви треба? Па така нешто ведро да е зелено, некоја јарка боја да има, таков и целиот стан и зелена гарнитура имаме доста штосна. Да. Така да. Зеци се сигурни? А, да. Најдобро се скупуваат. Исто и ова е доста добро. Ова е одлично. А зелена ни е гарнитурата, така некако... Супер, да. Мислам дека ова е тоа што ми треба. Да, и Ива сакаше нешто со... Так, ведар да е мотивот. Инспирирана од природата. Така да, мислам дека ова ќе ми се вклопи одлично. Да ми кажеш за димензијата? Секако. Ова е 3,68, ширина на 2,54 висина. И мислам дека токму ова ќе ви одговара, така. Да, затоа што и така доста не е голем зидот, па знам дека има и различни димензии, па да видам дали ќе се вклопиме, ама совршено. Ова е тоа. Тоа е тоа. Акрон. Секој детал е важен. Пред илјадници години ги осветли нашите умови за да ја сватиме вистината. Трчавме низ вековите додека Томас Едисон направи чудо. И даде енергија и ние го дизајниравме егло во срцето на Австрија. Од 1969 секој ден растеме кон совршенството. На секои 2 секунди една светилка егло се вклучува за прв пат.
Манекс го доведе во Македонија. Егло. My light, my style. Неверојатно е што се подот може да направи. Имавте мерки за еден многу фин стан, кој што треба да го изработиме за издавање. А затоа и плакарот сега не треба да биде нешто спектакуларно, нели? Ама да биде убав. Да, биде пани, ама пак да биде убав, функционален, така и да биде многу користен нормално. Значи ние предложивме на првична варијанта со 3 лизгачки врати, бидејќи некаде просторот што е слободен за плакар околу 2,5 метри, без малку. Да, има една таква цела дупка. Обесување полици, филки дали треба? Не треба, не. Добро. Се договоривме со клиентите дека нема не треба. Добро. Столбот не е 60-65 сантиметри. Да, малку изливува плакарот, односно ако сакаме по целата должина да го истераме до крај, Се искористи. ќе имаме малку за проблем со вратата, нели со клаката. Вратата нема да може да се отвори или ќе удира целосно. Ако сакате да го искористиме така просторот, инаку Искрено да ти кажам да е за домашно користење, значи секако ќе одберам да биде цел плакар. Да, Многу така. повеќе од вратата што ќе се отвара, дека пак бидејќи ќе имаме клиенти што не ги познаваме секој. да, не знам како ќе се понашат. Како ќе се однесуваат во врата каубојски, не знам. Так. Така што мислам дека им се доволни првите два модула, И па значи добро. висење и диплење. Ако може, значи Значи ние истиот плакар, да, направиме направиме таква два варијанта, Имаме? чисто да, со на Неќе сте мислеле дека можам нешто да да. На 165, значи Ето доаѓа така. плакарот, тогаш на комот, мислам на Така. заклучна страница. А јас ќе ставам таму некоја швинкерниче лево десно Да, да возокачам. да, по-плитко нешто, за да Така. може на цела да се отвори. И па така. Во однос на бојата, Бојата сакам да биде ова, значи ова е урбан, да. супер одлично. И вака ќе котирам целиот стан во комбинација со некој бело. Може лесно да така се комбинира со Да, другите. убав, е интересно боја така. Со сребрена рамка, така? Со сребрена рамка. Добро. Ето тоа. Опа, прав простор од дека, може да почнеме. Акронци да не бидат задоволна, вика дека ќе дојдат у 8:30 и ми звонат у 8:15. Предходниот ден се најавуваат обавезно и така што а термини не поместуваат. Во моментот кога Борче работеше, веќе беа завршени акронци. А еве што избравме за овој стан. Како реков, некој пат не ги ни следам, закажуваме, сработуваат, доаѓам да прегледам и тоа е тоа. Овојци, до крајде се насачи. А, не, тука имаш белешки. Не верам. Само сегменти да зелени. Зелена. DX121 евра. Зелена. Зелена. Значи само тоа и тука е еден тапет. Открите лайн. Цел цик овде. Лала. Не. Цел. Да. И спалната, тој блакнотите од истата зелена. Добро, тој вакаше. Таму ги доцрпаме тој. Ние многу ретко оставаме бели зидови. И затоа Борче беше многу зачуден кога му кажав, само овдека е една лента, тука е едно зеленко, на спалната тој зидот и така. Тоа е тоа. До Значи без гредите, без столбовите, другото бело. само Чисто тој дел. Да. Бидејќи и двата стана некако ги преземавме во еден така убав летен период. Едниот е
нели цветен, разлеан, овој другиот некако сакав и другиот да биде таков цветен. Она нишата ќе ја оставиш нели цела приела. Само внатре се бои во зеленото. Зелена, да. Само тоа. Тука тапетот, тоа е тоа. Позадина само. Друго ништо не ќе. Најубавиот во моментот му го купив тапет. Во контекст на расцветаниот стан, сакам гарнитура која ќе биде во склад со амбиентот. Јана веќе имаше искуство со интермебел од Струмица, па решивме и оваа гарнитура да биде од таму. Во Струмица беше многу добро. Значи, супер го минавме и сега тргнуваме се враќаме назад. Ива ми се јава по пат. Враќа се да избереш уште една гарнитура за вториот стан. Се вратив и горјац. Уште од пола пат ви пофалив на Ива, ми вика уште таму некаде. Враќа се да избереш уште една гарнитура. Овој пат ми треба некоја малку помала димензија и важно ми да се спушта. Одлично. Да ми покажеш, ајде уште тоа да завршиме работа. Одлично, имаме повеќе модели, да се фокусираме на оваа страна таму. Имаш ти никоја на ум? Имам доста интересна на ум. Да. Можем да ви покажам неколку од кои што со различни системи на спуштање. Значи, оваа е таа гарнитура што сакаш да ми ја покажеш. Мислам дека супер ми е со димензија. И сега овој пат ми е важно да се пушта. Да, ова е со мали димензии, а при тоа со два механизми за спуштање. Овој дел се ротира до другиот и другиот се крева нагоре, подоздола има простор за ствари, за се тие работи и се прави една огромна лежа и за спиење. Станот ни е така во некои зелени нијаси, ситкасти и некоја инспирација имаме од природата за таму. Мислиш ќе личи во зелена боја? Одлично ќе биде. Да, има многу интересни варијанти на штофови во зелени бои. А ќе ми покажеш? Ќе ти покажам веднаш. Да. Еве имаме овде, може да видиш повеќе варијанти, од која супер би прилегало на оваа гарнитура. Еве оваа зелена. Смело, ретко ставаме вакви нападни бои. Ама мислам дека супер ќе се вклопи. Да, зелената дефинитивно. Супер. И така си работиме ние. Кога Филип ми се јавува пак, Ива да дојдеш во зградата си. Што се да дојдам во зградата, нешто поплава, нешто не знам, се случило. И идам јас тога тоа, нов стан. Ова е третиот стан. Значи, и ова ќе дека другите два за издавање, со тоа што пак да биде малце различен во бојата, да не бидат се исти. Меѓутоа пак останува иста идејата со електроника, со лежаи и во спалните тука. И сега тука имаме малку така комбинација неблагодарна од деколност. Целиот предостан, че е хубава. Идеме најлеп страна. Овата е малку проблематична. А како за едно човече повеќе колку за двоен крем? И тоа треба да пробаме да ставиме двоен крем некако. Добро. И колку ќе стана толку? Не знам, во овој стан некако со компромиси ќе треба да... Какви компромиси? Па не може трпезарски маси, не може геа, ако сакаш, ама... Ќе треба пак да има сене, да биде малце помало, да. Да го стестиме. Така. Добра. Кажи ми дај помогни ми со боите, веќе сам трет стан. Боите не знам што имате студирано за... Не знам, зелено, сино, жолто, вака како те гледам. Може да И виолетно имаш црвено. Жолта? Жолта, Добре, жолто нека биде. Океј. Се надевам дека не може некој стан да ми придодаде. Барем да ги завршевме овие сега што ги започнам. Па после нека дава други.
За зелениот стан, зелена гарнитура, бидејќи всушност станот и не е зелен, туку има зелени моменти, ете како гарнитурата и како дел од зидовите. Оваа гарнитура е за нијанса помала од другата и има друг систем на отворање, но двете се исклучително практични и лесни за служење. Светилките за овој стан сакам да бидат едноставни и би сакала да пробам да најдам LED светилки веќе подготвени, да не мора да ставаме како во минатиот стан, или екстра LED светилки. Значи, туку да бидат веќе подготвени. Да, овие многу ми се допаѓаат за таков тип на стан за издавање. Добро. Така, шизички се, ама мислам, мене ми треба сега и за дневна, и за трапезарија, шанк. Добро, моментално имаме, знаете, ние секогаш носиме нови колекции од нашите брендови. Ке ви покажам сега една колекција, па видите дали дали ви одговара, ако не ќе бараме нешто слично. Гледам, нови се. Да, сакам да ти ги покажам, бидејќи ние разговаравме за дека ви е потребно осветлување за целосен стан. Еве чисто како предлог можам да ви ги предложам овие модели од оваа серија. Можете да приметите дека има повеќе модели во оваа серија, значи висечка варијанта и плафонска. Го има, да. Значи крукчиња, квадратчиња, висечки, тавански, дзидна, може да се искомбинира, гледам од овие помалите така. Во зависност од тоа каква потреба имате во просторот. Колку се силни светилките? Овој лустер, оваа серија, секоја поединечна сијаличка троши по 5 вати, тоа е идентично на 50 вати светло. Добро, фин. Значи сосема долго свет. Колку време може да трае една ваква светилка? Имаат по 25.000 работни сати, значи одредена серија 25.000 работни сати, нагоре, значи во зависност од за која колекција станува. Кажи ми, ако прегори некоја, вие можете да ја замените, така има заменски. Секако, да. Ако е вградно. Секако, да. Во просториите, значи во салоните на Манекс може да се изврши. Одлично. Сега ти покажувам повеќе варијанти за да се одберете некоја. Ќе избереме нешто. Да, исто пак имаме нешто слично да ти покажам. Ајде. Во Манекс за овој стан сите светилки се како што сакав, со однапред вградени ледови. Весна, нели, по првиот стан ја однесовме и сега и во овој стан решивме да ја најдеме работа. Значи, како што гледаш концептот да бидат свежи. Летно, пролетни така, весели. Сега тука јас не мислам ништо особено да цртаме, конкретно во овој простор. Само те носам за да го видиш како амбиент, значи да го доживееш, бидејќи цртањето е во пејано. Лесно и кажа. Има да црташ. Еди весте да црти нешто под нацрта, има сега за воспалната слова во новиот стан, нели? Па нека од незините креации. Ете, може наместо во првиот стан во овој, тука е некоја акварелна пак техника да примениш цветна... Да комбинираме. Нешто да си комбинираш, нешто така. Како сакаш, тамо точка, овде, вамо, тоа е сосема на тебе остава. Јас морам да завидам на пат, тоа е тоа, на Јана ќе гледам да ги оставам оперативните работи, значи како во едниот, така и во овој стан. Нели, нарачано е се, јас уште треба да нарачам трапезариска маса, столици и теписи. Значи да ја оставам баш помалку работа, да не има многу грижи. Сега Ива заврши доста голем дел од работата. Сепак сега од останатото треба да го довршам јас. Во спалната соба Весна нацрта еден од своите вообичаени цртежи, со закривени линии и со апстрактни мотиви. И навистина се тргна како подмачкано, Весна си црташе цртежот, електричарите ги местеа светилките, јас нешто се плеткав па го довршував што можам, така да, не знам, кујрата исто така стигна, почна да се монтира, се оди во најдобар ред, тоа е тоа. Веќе станува гужва пред гол.
стаса мебелот и вообичаено сите станови, додека не се намести кујната која обично има најмногу елементи на метар квадратен, се гунгула. Се работи забрзано за да може да се предадат двата стана одеднаш. Како што и си ветивме, едниот е готов и го чека другиот. Останаа уште перници, завеси, постелнини и теписи. Јас веднаш дојдов кај овие мекичките се ги викам, овој дел цел, ама ти ќе ми кажеш постручно зошто се ствари толку меки на вистина и пријатни за газење. На мекичко. Не. Ама на вистина се како на памук да газиш. Затоа си ги викам така. Полиестер софт на памучна основа. Затоа се толку меки. Ама на вистина се како на памук да газиш. На ваквиот овој тип. Еј, Јовани, јас многу ми одговара. И вака нешто мекичко. Само разликата е што некои се со подолго влакно, некои со пократко, погусто ткаени, поретко ткаени. Таа е стварна вкусна муштерија. А кажи ми, има ли разлика во одржувањето ако е погусто, пократко влакното? Не, за одржување лесни се и тие и тие. Значи се усисуваат најнормално за перење во специјализирани сервиси што се за теписи, така да нема некој проблем. Јас мислам дека ќе биде овој, меѓутоа можеш да ми покажеш што има друго. Да, знам може. дека имате секогаш нешто ново, сакам и другото да го видам. Ќе прошетаме. Ајде. Станот е готов, вие прв што Филип ќе го види. Не знам, моите очекувања се скроз задоволени, значи јас дури поубаво од тоа што очекував дека ќе биде, значи стварно многу пријатно, останат многу убава атмосфера има, ама се надевам дека и на Филип ќе му се допадне. Би требало. Баш ме интересира како ќе изреагира. Кога и сите детали се завршија, до поставката и на последната вазничка ни станот, од далечина ја окуражив Јана да го предаде прво зелениот. Некако во него беше поинволвирана и сметав дека како за прво предавање и презентирање на стан ќе биде многу полесен. Филип не знае дека ќе бидам јас. Јас него ни познавам Филип до сега и сум го запознала. Он не очекува Ива. Ќе отворам јас врата, ќе видиме ќе се збуни сигурно. Готово. Завршено. Може да засејаме на Филип. Меринос во Њу Јорк. Меринос во Париз. Меринос во Истанбул. Меринос во цел свет. Турскиот бренд Меринос е лидер во светот. Ова е гордост на сите нас. Меринос, секаде каде што живеете. Бидете креативни. Почетни курсеви за фризери и шминкери. Академија Авангард. 3 136 175. Академија Авангард. Уживајте во прегратките на својот дом. Декор и дом.
Здраво. Не, тука си здраво, јас сум Јана, драго ми е. Повели. Одма се прошета. Ајде, во дневната сме. Дневна со трпезарија заедно. Така? Така. Значи, гарнитура што се пушта, овој си го викаме зелениот, пошто така некако најкомфорен, најпријатен, може да си ја пробаш гарнитурата, слободно седи си. Многу убаво. Убаво? Да. Се добаја? Баш сум пријатно изненадан. Пријатно? Добро, јас иначе сум повозбудена од тебе сигурно, значи, се надевам дека се задоволени твоите очекувања од стан. Искрено имав високи очекувања за вас, меѓутоа, ова не го очекував. Баш ми е драг, баш ми е драг. Браво. Хајде да разгледуваме. Ајде. Сакаш да ти ја покажам спалната? Ајде. Спалната. Значи, двама кревети, нели, поединечни се, па се добавуваат, значи може и така да се користат. Вака има една убава голема комфортна спална, комфортен кревет. Плакарче функционално. На лизгање? На лизгање, значи тука им се. Има просторот за закачување. Тука има една фиока. И од таму за... Да, и тука има за дуплетна гардероба. Тука си има телевизор за директно да се гледа и една шминкерница таму. Може да ја цигнеш нејзе. И така, едно симпатично мало карче. Да, некоја работна маса, нешто за лаптоп. Да, така. Това е тоа. Супер. Не знам дали спалната е хубава или дневната. На зелена нијанса двете? Да, сигурно. Јас како што знам, станот е за краткорочно издавање, меѓутоа има една голема, значи апсолутно функционална кујна со доста простор за многу работи. Можеш да си погледнеш, тука има три фиоки од двете страни. Тука е мелникот, светелки, аспираторот со плотната. Да, стана има повеќе од што е потребно плакарчиња и се. Да, апсолутно. Мислам дека може да обслужи едно погледно семејство. Така, да. Супер, браво. Има се. Машина за салави? Има. Браво. Да, има. Супер. Това е тоа. Че се си? Се има, да. Можеме сега да имаме. Плакарчево го виде? Не. Значи, мало е, ама върши много работа, греба да не го високо? пропустим. Да, да горе, како преграда конкурента, да може да се наместат уште доста работи да се обере. Значи, тоа е тоа. Да. Мислам дека можам да го предадам клучот, повели. Фала. Па ги се видим. Тоа е тоа. Ајде, така, ајде, да. Пријатно. Чао. Јас сум многу задоволна. Филип беше стварно искрено беше среќен, му се допадна многу станот и јас сум уште посреќна. Значи, Јана заврши апсолутно добра работа. Направивме убав, интересен стан во кој и зиме и лете ќе дишат свежина и ќе уживаат во пријатната атмосфера. Не е лесно да се изработи стан кој на многумина би им се допаднал. Затоа сработуваме стан што има детали кои ви го одвлекуваат вниманието, кои се невообичаени. Станот нуди комфорт за секојдневно живење, па со сите овие особени, можеби ќе бидат дел од интериерите што гостите би го имале во својот потесен избор кога доаѓаат во Скопје.
Јас морав да заминам на пат и сите 3 стана да ги оставам на милост и немилост на Јана. Иване, тука мора да се случат многу работи денеска во станот. Идејата е да завршиме комплет и да ги предадеме сите станови. Но дали се ќе мине баш така како што ние сакаме или како што сакаше Филип? Како што зборевме. Не, сватив дека тоа другото ти беше малку. Свиеше тоа, меѓутоа малку беше премногу, мислам. Така. Гледате во Ајде дома, недела 14:40 на Телма телевизија.